конкретно некој договор со град Скопје не постигнавме, едноставно ни укажаа дека тие не се надлежни во однос на проблемот со бездомни лица и дека тоа место е тамо приватизирано со денационализација и дека тоа место треба да биде очистено и расчистено и дека овие лица треба да се дислоцираат. До некаде се согласив со нив. Едина замерка само што беше што пред да се рушат требаат тие луѓе некаде да бидат сместени, па потоа да се рушат. И исто така знам дека проблемот е лоциран кај Министерство за труд и социјална политика, поточно Центарот за социјални работи или меѓуопштинскиот центар за социјални работи. И сега во овој момент заедно со засегнато лице бездомно ќе одиме на средба кај нив, бидејќи навистина сликата е жалосна, затоа што се работи за деца и тоа значителен број кои во моментот имаат кожни инфекции. Значи, овие семејства во моментот се на отворено и буквално спијат на земја. Јас уште еднаш ќе апелирам до надлежното министерство да излезат на терен и да се обидат да најдат времено соодветно решение и сместување за овие бездомни лица. Доколку тоа не го сторат, ние ќе се обидеме повторно да го алармираме и меѓународниот фактор. ОПСЕ е веќе заинтересиран да дојде на терен и да види што се случува. Не би сакале да дојде до тоа, сепак овие се граѓани и државјани на Република Македонија и сметам дека подеднакво исто треба да имаат ист третман и човекови права. Уште еднаш апелирам до надлежните министерства, прети се социјалните работници да излезат на терен и тие што се одговорни, заедно со овие лица и со нас како граѓански сектор, да најдеме соодветно решение преди се во интерес на она најранлива категорија, а тоа се децата. Решение ли е тоа што они ќе понудат да ги сместат во некој од прифатилиштата, каде што уствари граѓаните се жалат дека се тероризирани? Секако дека не е решение, но јас сум убедена дека прифатилиштето нема да биде Чичино село, дека ќе се најде соодветно друго прифатилиште, бидејќи и самите слушнавте од бездомните лица дека тамо не сакаат да се враќаат затоа што имале лошо искуство. Сметам дека ова решение не е решение, но добро е да се најде времено решение, се со цел да се добие во време како надлежните институции да го решат трајно ова решение, бидејќи години наназад се провлекува овој проблем. И ние како граѓански сектор нема тука да застанеме, ќе продолжиме со нашите активности до целосно решавање, до трајно решение на овој проблем на бездомни лица.